Повеќето од земјите во регионот на Југоисточна Европа делат заеднички проблеми со корупцијата во високото образование. Неетичкото и коруптивно однесување се појавува во слични форми во овие општества. Оттаму соработката и споделувањето искуства и практики меѓу земјите во регионот може да бидат многу корисни во истражувањето на корупцијата во образованието и во борбата против оваа појава. Сепак во Југоисточна Европа долго време немаше компаративни студии со валидна методологија кои би ја истражиле корупцијата во високото образование. Во изминатите години, младински невладини организации од регионот направија сериозни напори да се промени оваа состојба. Вмрежувањето на овие организации и нивната соработка е тема на оваа епизода од видеосеријалот посветен на борбата против корупцијата во високото образование. Во Македонија, Младинскиот образовен форум активно се вклучува во 3 регионални младински мрежи: Антикорупцијската студентска мрежа на Југоисточна Европа, мрежата за транспарентност во образованието и глобалната младинска антикорупцијска мрежа. Помага да знаеш кои се искуствата во регионот, како другите организации се справуваат со предизвици во слични системи, во земји каде што имаме слични нивоа или типови на корупција и да користиш практични искуства за да ги прилагодиш своите активности. Во многу земји се забележуваат проблеми каде младинските организации се понекогаш дури исплашани да работат во оваа област. Самото тоа што имаш врсници или други млади од други земји кои што работат и се справуваат со слични проблеми, сметам дека многу влија кај младите активисти кои сакаат да се занимаваат со оваа тема да не потклекнат под притисоците кои често доаѓаат од институциите, од нивните врсници или соученици. Антикорупцијската студентска мрежа на Југоисточна Европа или АЦСН обединува студентски организации од 6 земји: Македонија, Бугарија, Србија, Хрватска, Албанија и Молдавија. Активностите на мрежата главно се фокусираат на истражување на опсегот и формите на корупцијата во високото образование. Организациите членки заеднички работат на дефинирање на методологија за истражување, организираат обуки за студенти кои сакаат да се вклучат и спроведуваат регионални истражувања. Тимови од организациите се среќаваат и дискутираат не само за најдобрите начини да се соберат и анализираат податоци, туку и за најдобрите активности за промоција на наодите од нивните истражувања, како и за подигање на свеста за корупцијата во високото образование. Интересно е, че можеш да вземеш опит од всички организации, има винаги по нешто малко което да вземеш и има практики за които ние не сме се сещали тук в България да приложим. По време на проучването, след това разпространението на информацията на самото изследване и сходни проблеми, които ние не сме забелязвали допреди това, които сега излизат на преден план. Искуства jednih jako dobro dođu drugima kako vrijeme prolazi. Ne susrećemo se u isto vrijeme svi sa istim problemima, ali kad se susretnemo jako je bitno imati nekoga sa iskustvima koji je to već prošao od prije, koji te može savjetovati. Цела оваа платформа на организации и индивидуалци со кои што соработуваме се покажала како мощна и успешна како разменување на идеи, во смисла на разменување на идеи, споделување на информации и креирање на заедничка стратегија како да настапиме да се бориме против овој проблем. Најголемиот проект на АЦСН беше регионалното истражување за перцепцијата на корупцијата во високото образование, спроведено паралелно во 5 земји. Овој проект на кој што ние работиме креира методологија за истражување за корупција во високо образование, но воедно зборуваме и за како да го спроведеме истото истражување и како да ги промовираме резултатите во јавноста, специфично до студентите и до институциите кои што би биле засегнати од овие резултати. Da smo u principu svi zajedno nekako složili svoj prijedlog nekakvog upitnika i našli se na sastanku i formalizirali finalnu nekakvu verziju i s njom smo pokušali pokriti nekav reprezentativni nacionalni uzrak koliko je ko uspio. Smatrali smo da bi tako možda taj pristup možda bio najbolji u danom trenutku. Kada imate različite zemlje, koliko god da smo mi slični po mentalitetu i po svemu, uvijek imate neke specifičnosti, dakle koje morate u nekom trenutku da prevaziđete da biste napravili jedno istraživanje koje će biti regionalno. Dakle, sa istim upitnikom, sa istim scenarijom za fokus grupe i slično. Dakle, da bi rezultati bili validni, vi morate koristiti sve istu metodologiju, iste instrumente. I onda tu morate malo da prilagođavate, jer svaka zemlja je želela da se bavi nekim problemom koji je za njih bio najveći. Од истражувањето спроведено во Македонија, Бугарија, Хрватска, Србија и Молдавија произлегоа интересни резултати. Тоа ги покажа сличностите, но и разликите меѓу најчестите форми на корупција во високото образование присутни во 5 вклучени земји. Od prepisivanja na ispitima koji su se u Zagrebu i u Beogradu pokazali kao možda najraširenijim od ovih zemalja do recimo konkretno makedonskim primjerom sa problemima sa domovima.
to su neke stvari koje su znači baš te nacionalne specifičnosti koje su se pokazale su možda najbolji najvažniji nekakav pronalazak, jer čisto mogu usmjeriti svaki od timova kako se dalje u svojoj lokalnoj situaciji ponašati, kako dalje se boriti protiv korupcije. Najviše su zastupljeni možda ovi blaži oblici korupcije, kao što je recimo varanje, gdje svaki drugi student u Beogradu izjavio da je imao iskustva sa tim, odnosno da je varao na svojim ispitima. Zatim imamo pristrasnost profesora, upisivanje preko veze i slično, dok su recimo ovi očigledni oblici kao što je mito, na primjer, ono na što svako pomisli kada se kaže korupcija, toga ima mnogo manje, oko 10% studenta izjavilo da je imalo direktno iskustvo sa mitom. Младинската мрежа за транспарентност во образованието е активна во 3 земји – Македонија, Ерменија и Азербејџан. Нејзините членови работат на нешто поопипливо. Нивната цел е развивање етички кодекси за универзитети и нивна имплементација на конкретни партнерски образовни институции. Во справувањето со корупцијата и во промовирањето транспарентност во образовните институции, етичките кодекси се сметаат за корисна алатка. Ваквите документи ги потенцираат одговорностите на сите страни и правилата на однесување во една образовна институција. Етичкиот кодекс служи како потсетник за студентите и вработените околу етичките норми кои ги прифатил нивниот универзитет. Етичкиот кодекс може самиот да предвидува санкции, но и во него да нема казни, па тој да е само дополнување на универзитетските акти и на законите, за да се спречи и обесхрабри нечестното однесување. Во секој случај, студентите и вработените на универзитетите задолжително се придржуваат кон кодексот. I think the value of it is the general awareness, the general commitment to a standard of behaviour. But if that's not backed up by additional human resource management procedures and policies, such as, for example, disciplinary, such as, for example, student complaint, such as, for example, transparent academic commissions, or other bodies who might deal with particular issues, then the code of conduct remains quite general. Ակադեմիական ազնության հայեցակարգը ստորագրում է մեզնից յուրաքանչյուրը որպես դասախոս աշխատանքի ընդունվելուց առաջ։ Այնտեղ կա հստակ դրույթներ, որ մենք եթե այս ակադեմիական ազնության շրջանակներում չենք գործելու, մեզ ինչ է սպասում, եւ դրան ծանոթանում են ուսանողները հենց բուհ ընդունվելու առաջի օրվանից եւ ստորագրում են ուսանողի խարտիան, որտեղ էլ նշված է իրենց իրավունքներն ու պարտականությունները։ Այսպիսով մեզնից յուրաքանչյուրը տեղյակ է լինում հենց առաջին օրվանից, ինչ ձևաչափով պիտի աշխատի եւ ինչն է բխում Հ օրենսդրությունից եւ ԲՈՒՀ-ի օրենսդրությունից, ներքին իրավական ակտերից։ Се додека барем основните прашања кои етиката и моралот ние ги бутаме под черга, другите, дури и поважните, пострашните прашања од типот на пријавување на корупција, подкуп, непотизам, другите форми на корупција, потешко ќе успееме да стигнеме на ниво кога да нема веќе да се толерираат. Со ова на ум, членовите на мрежата за транспарентно образование тргнаа во тешката задача на убедување на универзитетите дека воопшто им е потребен етички кодекс. Почести беа затворените врати. Односно, има институции кои едноставно не ни сакаат да го спомнуваат зборот корупција, затоа што е некакво признавање, можеби дека таа постои. Оној поалтернативен термин кој по-добро се прима е транспарентност, односно јакнење на транспарентноста на институцијата. Морам да кажам дека во Македонија е отворена врата за ова, не идовме кај Универзитетот на Југоисточна Европа, во Тетово, односно со нив работевме баш на креирање на етички кодекс самиот универзитет кој беше објавен потоа на 3 јазици кои се користат во таа институција, односно македонски, албански и англиски, кој што заедно со други студенти кои имаа обуки за оваа тема беше дисеминиран и споделен со другите студенти. Студенти од овој универзитет активно учествуваа во развивањето на кодексот. Тие посетуваа специјални обуки каде учеа за вредностите на овој документ. Дали ние како студенти знаеме кои се нашите права и после се базираше на тоа дека треба да се донесе еден етички кодекс, како изгледува кодексот на хартија и кога ќе биде донесен, дали ќе се почитува или колку има можност да се почитува. Неколку години по оваа иницијатива на македонскиот дел од мрежата ТЕН, овој етички кодекс е целосно функционален, а универзитетот има одлични резултати во справувањето со корупцијата и нечестното однесување од каков било вид. Мора да се каже дека се почитува, значи де факто се почитува. Ја не знаев дека де јуре е донесен. Тоа е најважно, нештата де факто да се почитуваат.
Глобалната младинска антикорупцијска мрежа обединува младински организации од целиот свет, кои работат на антикорупцијски проекти во сите сфери, вклучително и во образованието. Структурата на оваа мрежа е помалку формална. Таа е замислена како платформа за размена на искуства и практики, како и за доближување на антикорупцијските активисти кон сите засегнати. Преку глобалната младинска мрежа за борба против корупција се добило искуство да се присуствува на интернационалната конференција за борба против корупцијата. Настан кој се одржува еднаш на 2 години под покровителство на Transparency International и на вистина ги собира сите клучни актери во оваа приказна на едно место и ти можеш како индивидуа и како организација да црпиш нови практики, нови идеи за проекти, да учиш од грешките кои ги правеле други организации, да внимаваш да не се повторат. Младите луѓе активни против корупцијата велат дека се среќни поради можноста да соработуваат со нивните врсници од регионот и дека се задоволни од резултатите. Меѓу нив веќе се појавуваат и идеи како да се подобри и унапреди оваа соработка. Верувам дека успеа, бидејќи имаме 5 држави кои што беа дел од оваа мрежа и во сите тие 5 држави има најразлични истражувања кои што беа спроведени. Većinu ciljeva i da, jesmo, uspeli smo donekle. Jedino što smo možda mi, ne znam kako je zaostalo, ali mi smo imali taj problem da nismo dovoljno uspeli da involviramo Ministarstvo obrazovanja. Da li zato što su tu brojni drugi problemi ili prosto zato što smo mi nevladina organizacija pa nas ne nalaze možda dovoljno relevantni. To vam je situacija sa nevladinim sektorom prosto takva. Трябва да бъдем по-гъвкави, когато има нещо наистина важно и спешно за решаване, да имаме възможност да се срещнем сега или в най-скоро време. След 2 седмици, след 3 седмици, което практически е много трудно да се направи, но за сега мисля, че е окей.